сте, добри сте, што убави насмејани. Се надевам дека се ви е добро. Чим сте ваши среќни и задоволни, така вечер, добре. Добри. Прави фантазистите жени се комунија на жени со дома за помаѓање од оваа година. Мислам дека воопшто не треба да се сомневате во тоа прашање. Јас само задоволна од сите општински унија на жени на ВМРО да што треба можем да кажем и генерално за Македонија, затоа што за овие 10 месеца кога сум јас прашана за председател на унијата на ВМРО да помогне на Република Македонија, че се е исполнето според нашите агенди и акциони плани. Месечно се добиваат акциони планови, кои што се одржаваат трибини, хуманитарни акции, донации, ресторични читања, изложби, каравани, значи се тоа е спроведено максимално успешно. Се разбира различно во однос на рурална и градска средина, бидејќи може да се такви како што се. Меѓутоа нашите акциони планови се прилагодени од публик, така да се исполнат и повеќе од тоа што е заложено од централната. Унијата на жени на ВМРО ДПМН, значи е организација на ВМРО ДПМН на партијата која што брои околу 100.000 членови, значи ние го ажуриравме комплетно нашето членство, така да се работи за голема и моќна организација во Македонија, најмоќна женска организација во Македонија политичка, која што апсолутно е во насока на сите предизвици што се дадени на партијата. Значи, ние како организација ги следиме чековите на ДПМН, значи за брзи чекови одиме напред. Апсолутно ја следиме владата, значи она што се вели 24 члена силно, ние сето тоа го почитуваме, такви дадуваме. Така да унијата на жени не функционира како што некои други не нарекува минатото дека функционираме само за избори, туку веќе на 5 нема избори, на 6 се доби акциони, на 12 можеме да функционираме на работа. Значи ние пред сме народна банка, ние сме за граѓаните, ние сме тука да помогнеме секаде каде што можеме, значи во сите ранливи категории граѓани, меѓутоа има и фамилии и семејства кои што не припаѓаат на ранливите категории на граѓани, меѓутоа ете во мојот случај потребна помош, ние сме и таму. Значи, буквално делуваме од аспект на образование, од аспект на социјално, од аспект на здравство, онаку каде што по принцип жената може повеќе да даде. Што би било приоритет во 2012? 2012 година, значи тоа е предизборна година, значи како локалните избори. Јас искрено се надевам дека во сите општини каде што имаме градоначелник од ВМРО ДПМН ќе го потврдиме мандатот, без разлика нели кој ќе биде кандидат, дали истиот или ќе се оди со нов кандидат. И се надевам дека во оние општини каде што, ако воопшто ќе се сеќам дека се 3 или 4, дека ќе добиеме и таму градоначелник, затоа што и сами гледате што се случува во општините каде што имаме ние наши градоначелници, значи овдека ќе напоменам за Делчево. Делчево во минатото, кога немаше ни улица, немаше ни площад. Берово исто така, за се сеќавам кога сум одела во Берово, немало човек никаде да оди пешки, степенци, но тоа беше кал. Сега да ги погледате нашите општини, значи се буквално во цветот на разобувањето, во тоа што значи градче, во тоа што значи дека жителите, граѓаните на овие градови треба да се останат тука, не да се централизираат во Скопје, затоа што во минатото реално немаше никакви услови за живење. А инаку јас тврдам дека Македонија е преубава земја и дека Македонија има толку можности да апсолутно не има потреба од таков тип на миграција. Oh,
Ноќ посветена на оние кои ја приготвија новогодишната трапеза. Бадниковата вечера. Оние кои со својата умешност знаат да создадат без да уништат, да изградат без да срушат, да бидат војни и на подпетици. Оваа вечер им е посветена на сите жени кои смогнаа сили да помогнат на многу семејства и да спроведат многу активности кои македонската жена ја издигнаа на пиедестал и ја направија горда на тоа што е жена. Ке ве замолам за голем аплауз за сите жени кои се дел од унијата на жени на ВМРО ДПМН од општинските комитети на Берово, Пехчево, Делчево и Македонска Каменица. Во продолжение ќе ги проследиме маестро Дејан Георгиевски Дзене и маестро Горан Кучевски со музички колаж.
Светлина што му помага на денот. Моќ што ја прави ноќта волшебна. Ти си сила, ти си жена, Господар на сите зборови. Љубов што дава живот. Патокос низ звезденото небо, светлина низ темнината. Љубов и памет. Тоа си ти, прекрасна жена. Ти не си само збор што некој ќе го каже и фрли во заборавот. Ти постоиш, ти знаеш, ти умееш. Зошто ти си жена на времето во кое живееш. Оваа творба е напишана од жена за жена, од една наша сограѓанка, поетесата Билјана Димитровска, која со својот талент за пишување ја олицетвори големината на современата жена. Конкретно за овој настан. Од пред неколку дена се здоби со епитетот мајка и ја оствари целта на своето постоење. И честитаме. Доловувајќи го животот на македонската традиционална жена, која на своји плеки го носела најтешкиот товар – семејството. Низ години наназад многу автори сликовито успеваат да ја опишат, за кое нешто потврда и монодрамата Мајка Которичанка. Оваа вечер во изведба на Венета Ристовска. А по неа следува културно-уметничкото друштво Никола Јонков Вапцаров од Делчева, кои ќе ни се представат со кореографијата Лазаренки, преку која ќе ни прикажат дел од старите свадбарски обичаи. Ой,
автентичен само за овој крај фолклор, кој сведочи за најстаре поминато на пијанечкиот регион, на старите ора и песни кои се пиеле на ова поднебие. Ора Копачка е едно од тие, да ги проследиме членовите на фолклорното друштво Копачка од село Данче. Повелете. Ligo milna vreme je pa
почитувани присутни, ми представува посебна чест оваа вечер во мое лично име, во име на општината и на градот домакин на ова годишно собрание. Сите вас да ве поздравам, да ви се обратам и да ви посакам добре дојде. Оваа вечер посебно задоволство ми е и посебно би сакал да ги поздравам и да ги посакам добре дојде на сите дами присутни овде во салата, кои можем да кажем слободно сосема треба да бидат горди што представуваат дел од едно огромно, од едно големо семејство наречено Унија на жени на ВМРО ДПМНЕ. Вечерва би сакал да ги поздравам моите колеги градоначалници кои ще се овде присутни со нас, господинот Дарко Митевски, градоначалник на општина Македонска Каменица, господинот Драги Начински, градоначалник на општина Берово, посебно добре дели посебен поздрав за председателите на општинските комитети на нашите 4 општини, председателките на униите на жени на овие 4 општини и посакувам добре дојде ги поздравувам и присутните членови на извршниот комитет на унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ и секако посебно добре дојде и огромно задоволство ми е што вечерва со нас е и жената која што пожртвувано, би рекол не жалејќи се себе си за еден многу краток временски период успеа да вдахне еден нов дух, да даде една позитивна енергија и слободно можем да кажам за еден краток период ја препороди организацијата на Унија на жени на ВМРО ДПМНЕ. Сите би сакал да упатиме еден огромен аплауз за председателката на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ Даниела Карајковска. Драги пријатели, Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ, можам слободно да кажам, е најголема, најмасовна организација во Република Македонија и представува еден од носечките столбови на политиките на ВМРО ДПМНЕ и на самата Република Македонија. Посебно задоволство е што можем да констатирам дека од овој тренд не е поштеден ниту нашиот регион, микрорегионот Пијанец Малеш, во кој се распослани нашите општини. Капацитетот на жените од Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ, вашето залагање, вашата посветеност и ангажман со кој секојдневно се вгразувате себе си во сегашноста, но и во еднината на нашето општество, се светол патоказ за сегашните идни генерации. Посебно сум гор што можем да кажам дека вашите активности секојдневно ја менуваат сликата и идејата за постоењето на жената во македонското општество. Со вашата работа и труд, многу често и пожртвуваност, нашите општини, можете и самите да забележите, не се повеќе исти. Делчево, Берово, Пехчево и Македонска Каменица, како и остатокот од целата Република Македонија, се општини кои денеска екзистираат во современи текови, раководени се од модерни општествени процеси и во огромна мера се огледало на вашето единство и постоење. Вашите ликови и дела секојдневно се вградуваат во битието на нашата држава. Со секоја ваша нова трибина, нова хуманитарна акција, секој нов реализиран проект, сите настани и културни манифестации кои ги организирате, соработката која остварувате со сите пори на општественото живење во регионот и државата. Од тоа слободно можам да кажам и со пиетет да констатирам дека вашата работа е државотворна, вашиот труд е државнички. Во редовите на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ денес имаме луѓе од сите профили. Имаме професорки, хуманитарни работници, лекари, воспитувачки, стопанственици, текстилни и општествени работнички, домакинки. Нашиот народ, македонскиот народ е горд што има вас и вашето залагање, вашето постоење. Годините на пребрежјата во минатото се далеку зад нас. Секако, со вас како една од причините, заменување од корен на летаргијата во која беше впуштен целиот наш регион. Иднината, чиј двигател сме сите заедно, со ваш огромен допринос секојдневно се надградува и развива.
Со вашите секојдневни активности, секогаш и насекаде сте доказ дека нашето семејство ВМРО ДПМН има љубов, има срце, има душа и разум, но има и знаење, способност, човечки потенцијал и мудрост за доброто на нашиот народ. Длабоко сум убеден дека вашата љубов кон сопствениот народ, како непресушен извор на инспирација и буднина ќе биде ваша водилка во постигнување на уште поголеми резултати. Заедно со вас и со заеднички сили да носиме уште поголеми радости и успеси на нашата партија ВМРО ДПМН, но секако и на Република Македонија. На крај, би сакал да ви посакам уште многу вакви собери, уште многу настани, уште многу активности, уште многу победи и успеси. Да живее ВМРО ДПМН, да живее унијата на жени на ВМРО ДПМН. Со огромна чест и задоволство ја поканувам председателката на Унијата на жени на ВМРО ДПМН, Општински комитет Делчево, господја Данка Атанасова, која ќе зборува од името на председателките на Општинските комитети на Унијите на жени од Берово, Пехчево и Македонска Каменица. Председателка Победа. Посебно добре дојде и посакувам на нашата прва жена, дама, која е наш пример и инспиратор на сите процеси во современото општествено живење, фактор и разум при решавањето на сите прашања, синоним за ефикасност, работливост, истрајност, трудолюбивост, доктор Даниела Караѓозова, председател на Унија на жените на ВМРО ДПМН на Република Македонија. Добре дојде и посакувам и на нашата координаторка, господја Весела Честоева, која во сите моменти е со нас и е запознаена со сите наши активности и проблеми. Исто така, добре дојде и на членките на извршниот комитет на Унија на жените на ВМРО ДПМН и на председателките на општинските комитети на Унија на жените, односно председателката на Унија на жените од Берово, господја Валентина Мачарска, на општинскиот комитет на Унија на жените на Пехчево, господја Цветанка Каракашевска, на општинскиот комитет на Унија на жените на Македонска Каменица, господја Горица Ристовска. Жените кои работеа напорно за да го постигнеме денес ова што го постигнавме. Добре дојде и на нашиот градоначалник, господин Горан Малешевски, и на градоначалникот од општина Берово, господин Драгин Аџински, и градоначалникот на Македонска Каменица, господин Дарко Лидис. Срдечно добре дојде и го сакувам и на председателите на општинските комитети на Берово, Пехчево, Делчево и на председателот на Унија на млади сили на ВМРО Делчево, Николчо Трајановски. Почитувани гости, постоењето, успехот и напредокот на нашата партија е дел на уморната работа
интерес и вложување на големата желба за успех на сите членови и симпатизери. Имаме среќа што на чело на нашата партија се наоѓа човек кој со самиот себе си има вградено во сите активности нашиот премиер, господинот Никола Груевски, кој е човек патоказ и синоним за работливоста, истрајноста, самопреборноста на останатите членови и активисти на партијата, за што сме му благодарни. Почитувани со партијки, толку време размислував како да ви се опитам, со цел соодветно да ви опишам и истовремено да ја искажам мојата голема благодарност кон вас за вложениот труд и енергија и за се што досега направивте за ВМРО ДПМН. Драги мои, ако некој знае да почитува, да се грижи и посвети, а во исто време да се жртвува, да простови, да се надева, со љубов и скромност да го победи злото, достоинствено да се спротивстави на неправдата, ако некој искрено, со сето свое срце, знае да ја сака својата татковина и да се вложи целосно за Македонија, тоа сте вие. Токму оваа вечер ќе го презентираме сето она што со нашето знаење, умешност, реална моќ и капацитет, посветено и одговорно го работевме и го остварихме, а ќе ветиме дека и понатаму ќе сме активни и ќе се трудиме да работиме се по-добро и по-ефикасно, а се разбира, поддржена од првата жена во партијата, доктор Даниела Караѓозовска. Ние сме готови на одбележувањето на оваа годишно собрание на Унијата на жените на ВМРО ДПМН од општините Берово, Пехчево, Делчево и Македонска Каменица, поради тоа што преку ова придонесуваме за поголема еманципираност на македонската жена, како во поратомошното демократизирање на македонското општество, така и за економскиот и општествениот статус на жената во секојдневното живење. Унијата на жените на ВМРО ДПМН со својата умешност и упорност успеа да постигне својата свеста кај македонската жена, да ја интегрира и омасови низината политичка активност. Исто така, на наше големо задоволство, на територијата на општините Берово, Пехчево, Делчево и Македонска Каменица спроведени се многу трибини, многу хуманитарни акции и неколку посети на останати градови. Силно верувам дека Унијата на жените на ВМРО ДПМН, Берово, Пехчево, Делчево и Македонска Каменица имаме широк спектар на идеи и делување. Ние докажавме дека сме подготвени да спроведеме реални, долгорочни и отпушни решенија и активности. Нашата Унија е отворена за соработка со секој поединец кој ги почитува достоинството, работливоста, скромност и правата на останатите луѓе. Унијата на жените на ВМРО ДПМН од овие општини ќе продолжи да биде мост кој ќе ги обединува сите жени со цел да изградиме и формираме предности за достоинствена иднина. Ви посакувам здравје, среќа и успех во новата 2012 година. Да живее на ВМРО. А сега жената која ги обединува сите жени. Жената што значи почит, љубов, политичка зрелост и ум. И уникатното оружје со кое настапува е работливоста, скромноста и истрајноста. Зборува како што мисли, работи како што ветува. Доктор Даниела Караѓозовска.
Почитувани членови на извршниот комитет на Унијата на жени на ВМР-ДПМН, почитувани председателки на Униите на жени на општинските комитети Делчево, Пехчево, Македонска Каменица, Берово. Почитувани председатели на општинските комитети Делчево, Пехчево, Македонска Каменица, Берово. Почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија, почитувани поранешни пратеници во Собранието на Република Македонија, многу почитувани и многу сакани колеги, градоначалниците на општините Делчево, Пехчево, Македонска Каменица, Берово. Почитувани сопатници и сопатници, уважени дами и господа, добра вечер. Навистина е задоволство и чест што денеска сме собрани во голем број. Тоа е значена потврда за работата која постигнува овој комитет, за добиената и оправданата улога на жената, но и затоа дека Унијата на жени одговорно, честно и посветено си ги исполнува своите обврски и задачи. Тоа ме прави лично мене многу задоволна и ме охрабрува дека за Унијата на жени на ВМР-ДПМН секој предизвик е достоен и достижен. Тоа што ние го создаваме, тоа кон што јас лично се стремам, е да се поттикне жената, да дојдат до израз нејзините квалитети, бидејќи нашата посветеност и решителност се нашата одлика, нашиот белег. Токму затоа сме успешни и се што правиме, се што градиме, секоја наша заложба, секој наш чекор е за добро на граѓаните, за напредокот на државата. За да бидеш дел од Унијата на жени на ВМР-ДПМН, не треба да имаш многу работи, освен две. Прво, треба да си скромна и честна, и второ, треба да си работлива и доволно амбициозна. Секој оној од вас кој ги поседува овие две работи, јас лично го мотивирам доволно да се труди и повеќе од сигурна сум дека неговото време ќе дојде. И тоа не е случајно. Тоа е затоа што ВМР-ДПМН верува во способноста на жената, затоа што јас умеам да ги ценам вистинските вредности. Пред се како жена, а потоа и како председателка на најмоćната Унија на жени во државава, можам да порачам никогаш да не се откажеме. Има и лоши мигови, има и тешки моменти, многу напластени проблеми и грижи во личниот човек. Но знаете дека заедно сме посилни, знаете дека способниот секогаш ќе си го најде патот до успехот, бидејќи нема успех кој може да биде завршен, нема заслуга која може да биде одземена. Кога тогаш, порано или подоцна, континуираниот напор ќе се исплати. Целта на раководството на Унијата на жени во овој комитет е успехот да биде брзо препознаен, а напорите да бидат надградени. Напредокот е најдобар заштитник на принципите, тоа е и главната цел заради која работиме. Како председателка на Унијата на жени на ВМР-ДПМН, можам само да ви порачам дека образованието е најдобар чувар на слободата, подобар од најсилната армија. Вратата на секој општински комитет дека биде широко отворена за способните, за честните, за амбициозните, за прогресивните, за напредните. Држате се до принципите поради кои ВМР-ДПМН ја доби довербата од граѓаните. Бидете транспарентни, честни и вложувајте се себе си за доброто на општеството. Како жена која доаѓа од приватниот сектор, како човек кој е со искуство од менеджментот, можам да ви порачам дека успехот има цена која мора да се плати. Работата мора да има резултати, секој од вас мора да има тим кој мора да носи резултати. Довербата и единството се најважни и тие ќе бидат соодветно вреднувани. Ве повикувам да работите, ве подикнувам постојано да комуницирате со членството, со луѓето, да ги промовирате конзервативните вредности, да бидете отворени за соработка. Да крадеш,
Тоа е тежок и спор процес. Тоа е тешка, повеќегодишна задача, но гради, тоа секогаш е добро. Тача рекла дека кога треба нешто да се каже, повикај маж, а кога треба нешто да се сработи, повикај жена. Граѓаните ни дадоа мандат да ги решаваме нивните проблеми и ние не бегаме од нив. Секој од вас треба да биде пример за останатите. Организирајте дебати, форуми, трибини, јакнете улогата на жената, бидејќи еманципацијата на жената е процес, а ние мора да бидеме негов двигател. Покажете хуманост, излезете во пресрет на болните, изнемоштените, хендикепираните. Како човек со искуство во оваа сфера, јас се радувам и ќе ја поздравам секоја иницијатива чија цел ќе биде хумана. Делувајте локално, размислувајте глобално, ниедна цел не е недостижна, само ако покажете упорност, единство и решителност. Денес жената може и треба да биде добар предприемач и политичар. Меѓутоа, таа не смее да заборави да биде и мајка, и сопруга, и сестра, и баба. Семејните вредности се изворот, базата, основата на секој напредок. Домот е света работа. Да се биде свој на своето е желба на секоја нација во светот. Унијата на жени на ВМРО ДПМН, заедно со ВМРО ДПМН, покрај серијата успеси во разни полиња од значај за државата, успеа да постави и нови политички стандарди по кои ниту една друга партија не сме да падне, ако сака некогаш да добие довербата на граѓаните. Мене ми е исклучително драго што жените во ВМРО ДПМН го прифатија ова темпо на работа, за кое сметам дека носи резултати. Унијата на жени на ВМРО ДПМН за краток рок покажа прогресивност, голема енергичност и проактивност. Бидете мобилни и продолжете со работа и со доследно почитување на програмските цели на ВМРО ДПМН. За краток период, Унијата на жени на ВМРО ДПМН стана респектабилен фактор кој може да извезува искуства и знаење. Унијата на жени на ВМРО ДПМН е домаќин на значајни меѓународни настани и е рано дорамо со европските асоциации на жени од групацијата на ЕПП. Унијата на жени покажува зрелост и способност да се носи со предизвиците. Граѓаните на Република Македонија се уверија дека можело и поинаку и дека не сме исти со нашите политички претходници. Унијата на жени на ВМРО ДПМН во овие неколку години вложи огромна енергија и труд да ја подигне Македонија и улогата на жената од дното во кое тие ја имаа фрлено. Секојдневно работиме да направиме нешто повеќе за нашите граѓани, да надокнадиме од она што е пропуштено. Им е потребна мерка за развој на предприемачкиот дух и на иновативниот дух како предуслов за напредок на економијата и поединецот. За разлика од порано, кога политичарите излегуваа да бараат поддршката од граѓаните, советувања кои не само што не ги остваруваа, туку и не ги ни пишуваа, ние излегуваме пред граѓаните со предизборна програма, која за нас значи обврска и одговорност пред нив. Ако немаш поставен систем на вредности, од кој нема да отстапиш и при најголемото искушение, тогаш немаш ништо. Народот виде дека може да се застане пред забрефтаниот материализам на политичарите и луѓето блиски до нив, втемелен на транзиционен мрачен грабеж од сопствениот народ и лакомост за полнење на сопствените джебови. Знаењето и образованието не се доволни сами, ако нема системски поттик на секој поединец, со цел до максимум да ја извлече и развие својата креативност и иновативност, да се насочи кон создавање на собствен бизнис. Моќта на најразвиените држави во светот почива на создадената култура, верување дека секој треба да смисли начин како да успее во животот и да не чека друг да го направи тоа за него. Драги сопартники и сопартници, пред нас уште многу предизвици кои престојат на Република Македонија. А врвот е подобра иднина за сите нив, за сите нас, за сите граѓани на Република Македонија. Македонија силна, Македонија успешна, Македонија напредна. Македонија во која ќе постои континуирано подобрување на животниот
во која ќе има економски раст и развој, во која ќе се живее подобро и поубаво. Членството во Европската унија и НАТО ќе дојдат сами по себе, ако ние земјата си ја модернизираме, реформираме, а животот си го направиме поквалитетен за сите нас. Оваа историска неправда нема да биде вечна. Важно е неуморно да го продолжиме патот кон напредокот. На тој пат силно сметам на секој член на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН. Вашиот досегашен придонес за промоција на нашата идеологија е непроценет. На многу пати докажате дека сте значаен артикулатор и реализатор на потребите и перспективите на современата македонска жена. За вашата ангажираност, работливост и лојалност длабоко ви честитам и ви благодарам. Мора да продолжиме со сите активности, да придонесуваме за моделирање на таквата слика и да ја промовираме македонската жена како жена која со сета своја сила го живее модернизмот, но и како жена која и секогаш низ историјата продолжува во себе да вбива совесноста, етичноста, храброста и достоинственоста како битен столб на семејството, општеството и на државата. Одлучноста, упорноста, одговорноста, како и честниот пристап кон работите се карактеристики кои се силно изразени во мојата работа, но и во работата на секоја жена, членка на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН. Унијата на жени на ВМРО-ДПМН и понатаму одлучно ќе продолжи да биде интегративниот фактор, а подобрувањето на улогата на жената ќе продолжи да има за свој приоритет. Сите заеднички придонесуваме на тој план. Да живее Унијата на жени на ВМРО-ДПМН, да живее ВМРО-ДПМН, да живее Република Македонија.